Модернизацијата на патната инфраструктура, стимул за развој на економијата, експертите велат, високата безбедност на патиштата, добрата поврзаност со метрополата е она што индустриските зони во внатрешноста на Македонија ги прави подеднакво атрактивни со оние околу Скопје. Дали тоа е така веќе чувствува и општина Велес. Изградбата на експресниот пат до Кадрифаково придонесе индустриската зона Мамутчево да биде атрактивна за странските инвеститори. Ние токму затоа во соработка со владата на Република Македонија го побаравме земјиштето на овој потек од 67 хектари површина, кој што го добивме земјиште, каде што веќе ги цртаме урбанистичките планови и правиме уште една индустријска зона во општина Велес. Ова место е толку атрактивно што уште на самиот почеток се појавија заинтересирани инвеститори кои више доставија писмо со намери до општина Велес. Во моментов локалните власти работат на планот, се ицртуваат парцелите. Очекувањата се дека многу скоро ќе биде објавен и јавниот повик за продажба на истите. Во моментов локалните власти работат на планот, се исцртуваат парцелите. Очекувањата се многу скоро објавување на јавен повик за продажба на истите. Речани 1, Речани 2, Узус 1 и 2 и Караслари, ова се индустриските зони во кои мали и средни предпријатија ќе развиваат незагадувачка индустрија. Најмногу работни места треба да продуцираат компаниите, кои ќе имаат свој производствени капацитети во Караслари. Владата на Република Македонија досега исплати 52 милиони денари за оштета на земјоделците и домакинствата зафатени од поплавите во јануари и февруари годинава, информираат од Министерството за финансии. Станува збор за 1377 лица од Могила, Новаци, Демирхисар, Битола, Босилово и Кривогаштани. Следната недела на уште 323 лица од овие општини со одлука на владата ќе им бидат исплатени уште 8 милиони денари. Бирото за судски вештачења работи на проценка на штетите и во останатите општини по години од поплавите. Владата на Република Македонија донесе одлука за комплетно обештетување на земјоделците и домакинствата зафатени од поплавите во јануари и февруари годинава. Освен штетите на граѓаните, ќе се издвојат средства и за покривање на штетите настанати на локалната инфраструктура во општините зафатени од поплавите. 28 лица денеска во водите на реката Бабуна ја примија првата света тајна и пристапија кон православната вера. Светиот чин на крштевање во Велес се одржува по 8 пат, а заедно со овој досега се крстени преку 300 верници. Групната крштевка ја извршија тројца свештеници во организација на Повардарската епархија и постари и помлади денеска станаа дел од христијанскиот свет. Чувството беше необично, да ви кажам, иначе на ваков чин се одлучив затоа што сум православен, затоа што сметам дека ми е должност, не само на мене, тоа им го препорачувам на сите кои што не се крстени, да го направат тоа и да ви кажам онака многу возбудливо и прекрасно. Чувството е прекрасно, неописиво. Впрочем, студирајќи ги сите останати религии, христијанството ми е како најприфатливи, како традиција на нашиот народ, традиција во која сум, во духот чиј сум воспитана. Свештениците се задоволни од интересот на граѓаните за примање на првата света тајна. На групното крштевање присуствуваа и лица од околните градови. 13 лица денеска се крстија и во водите на Тиквешкото езеро. Во Полошкиот манастир по 4ти пат се одржува свечено крштевање. Светата тајна крштение е влез во верата, значи тој што не е крстен не припаѓа на верата. Со крштевањето веќе се крштева во името на Отецот и Синот и Светиот Дух и станува член на црквата православна и со тоа сите тајни се веќе достапни. Значи без крштение не можеме да бидеме членови на православната црква. Христијанското групно крштевање е традиција која брои веќе 17 века. Епархијата Повардарска организира и групна венчавка, која традиционално секоја година се одржува во манастирот Свети Димитрија. Полициско-родителска ноќна прошетка имаше синоќа низ велешките кафулиња и паркови. Мешаната контрола имаше за цел да види како се забавуваат младите навечер во текот на летниот период, кога имаат повеќе слободно време и дали консумираат алкохол.
Дали ваквите акции даваат резултати со оглед на тоа дека ова не е прв пат родителите и полицијата да вршат контрола на малолетниците во текот на вечерните часови. Во Велес вакви контроли се спроведуваат секое лето и може да се каже дека малолетничката деликвенција е намалена. Велес може да се пофали со доброто однесување на младите, вели Снежана Пановска. Ваквите акции се организираат во склоп на превентивниот проект на Министерството за внатрешни работи, каде инспектори за превенција и родители на малолетници одат во ноќни контроли со цел да се анимираат и едуцираат родителите околу потенцијалните ризици на кои е изложена малолетната популација во летниот период.